Почитувани, кога вчера обелоденивме дека преку составот на општинските изборни комисии се врши упад во изборниот процес, фатени во стапица наместо да одговорат, од ДПМН се обидуваат да дефокусираат јавноста и топката да префрлат на Државната изборна комисија. Според ДПМН, Македонија е држава од само 2 милиона жители и нема ништо чудно, цитирам, секој со секој да биде роднина. Воедно побрзаа да кажа дека изборот на членови на општинските изборни комисии бил случаен и автоматски. Страшно и алармантно е што ДПМН нема ништо незаконски и спорно во тоа што нивни високи функционери ќе ги бројат гласачките личиња и ќе пресудуваат за исходот на изборите. И бидејќи вчера ништо не кажа за овој скандал, можеби денес ќе ни објаснат како е можно, како членови на ОИК, повторно случајно да бидат избрани следниве лица. Борче Стамов, актуелен портпарол на Министерството на вътрешни работи и поранешен председател на Општински комитет Кевгелија, е заменик председател на ОИК Дојран. Јоско Коцевски, председател на Општинска изборна комисија Лозово и председател на Општински комитет на ДПМН во Лозово. Маријан Чарсов, член на ОИК Пробиштип, воедно и подпредседател на Општински комитет на ДПМН Пробиштип. Андон Сарамандов, член на ОИК Гевгелија, подпредседател Општински комитет ДПМН Гевгелија. Виолета Малчева, член на ОИК Градско, секретар на Општински комитет ДПМН Градско. Пецо Вајгалески, заменик председател на ОИК Долнени, воедно секретар на Општински комитет на ДПМН во Долнени. Јулијана Гацева, член на ОИК Демир Капија, секретар на Општински комитет на ДПМН Демир Капија. Стефче Ангелески, председател на ОИК Новаци, војни секретар на Општински комитет на ДПМН Новаци. Ова се тие независни и случајно избрани представници од државната администрација со кои ДПМН не убедува дека изборите ќе биле фер и демократски. Затоа нека се одлучи овој раштивен оркестар на ДПМН што ќе одговори на овие наши факти. Има два одговора. Или автоматскиот и случаен избор на Министерството за информатика и администрација некаде чудно потврлил, или пак сите вработени во државната администрација се членови функционери на ДПМН. Во зависност од нивниот одговор, ние ќе продолжиме да ги информираме граѓаните и јавноста за овој страшен упад во изборниот процес. И нека не се обидуваат повторно да се вадат на Државната изборна комисија. Мнозинството во ДИК е во раците на ВМРО ДПМН. Почитувани граѓани, ова е уште една дополнителна причина зошто мора да излезете да гласате на 5 јуни. Само со масовна излезност ќе се минимизираат сите обиди на груевски ДПМН да влијаат и да манипулираат со волјата на гласачите. Излезете да гласате да се брои вашиот глас. Сакам уште една информација да споделам со јавноста и со новинарите на друга тема. Имено пред една недела бевме известени од МРТВ дека има дебати на тема избори, соочување помеѓу кандидатите. Сите партии, според наши информации, пратија своји представници, освен представници од ДПМН, кои што не испратиле. И вчерашната прва дебата која што требаше да се одложи официјално од технички причини во МРТВ. Денеска повторно пративе представник на радио, Македонско радио, и таа дебата се одложи исто така од технички причини. Нашите информации се дека не се работи за технички причини, туку се работи за политичка одлука од штабот на ДПМН да не се одржуваат никакви дебати на МРТВ во текот на целиот изборен процес. Без разлика дали се технички проблеми, дали е политичка одлука на партијата на власт, тоа повторно конфирмира нашиот став дека во МРТВ мора да се променат работите темелно и радикално. Да се реформира куќата, да не се ставаат новинарите во заложништво, да мора да глумат и да кажуваат дека имаат технички проблеми, а всушност да е политичка волја на партијата на власт. И ние затоа цврсто ќе обстоиме на тоа дека МРТВ во владењето на СДСМ после 5 јуни ќе стане вистински национален сервис со кој што ќе се гордеат македонските граѓани. Благодарам, поведете прашање на било која тема. Ајде, поведете.
Ќе ја замолам Гордана Куловска да каже на јавноста што е таа, дали е министер за внатрешни работи или носител на изборна единица 2. Кој ќе го каже тоа, ќе следи нашиот одговор. Да ве потсетам дека во ДИК мнозинството е на ВМРО ДПМН. Борис Кондарко точно ќе представи на опозицијата, но нема моќ да одлучува бидејќи немаме мнозинство за тоа. Секоја топка префрлена на ДИК е топка која што се префрла во дворот на ДПМН бидејќи тие имаат мнозинството. И да не ја лажат јавноста постојано со најотворено да кажем глупости. Поведете уште нека прашање? Благодарам.